Почитувани гости, почитувани борци, почитувани високи делегации. Добар ден и добро дојдовте од денешното положување на цвеќе пред споменикот на ослободителите на Скопје. По повод 13 ноември, денот на ослободување на Скопје. Би сакал да го повикам да ви се обрати председателот на градскиот одбор на Сојузи на борци од Народно-ослободителната војна во Македонија, господин Трајко Стаматовски. Повелете. Почитувани представници на државниот и на политичкиот живот на земјата. Ваши екселенции, драги соборци и продолжувачи на епохалното народно-ослободително дело, драги присутни. Го одбележуваме денешниот ден во многу поинакви услови, од порано. Пандемијата на вирусот, што го зафати целиот свет, па не ја одмина и ни нашата земја, го наложи тоа. Се устројува во светот поинаков живот, поинакво ограничено општење меѓу луѓето воопшто. Ни останува нам да се сообразуваме со оваа реалност и да очекуваме победа над вирусот и враќање во нормалата. Нормално, одбележувањето на овој значаен ден, првото вистинско ослободување на својот главен град, со собствени сили, е под знакот на општата политичка состојба во земјата и во светот. Сведоци сме на оспорување на нашата национална посебност, на притисок да примиме нешто што никако не можеме да го сториме. Ние како борци сме посебно чувствителни кога се става под прашалник македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Особено сме погодени кога се омаловажува и негира нашата народно-ослободителна борба и светлите датуми во неа, како почетокот на востанието 11 октомври и круната на вековната борба Асно. Ние многу добро знаеме како се водеа тие борби, против кого се водеше таа борба
и со какви жртви се извојува слободата. Сум зборувал многу пати на ова место при ослободувањето на главниот наш град. Сум укажувал на храброста на младите партизани во уличните борби. Буквално за секоја улица, за секоја поголема зграда, како железничката станица, офицерскиот дом, училиштето Гоце Делчев и женската гимназија овде кај што беше. И на крајот учителската школа. За жртвите што беа дадени точно 398, меѓу кои на повеќемина првоборци, како Васе Стојановски, Панче Арзовски, Драга Стојанова и други, за подвизите на диверзантските групи, особено при деминирањето на камениот мост и браната во хидроцентралата Матка, за стрелањето на недолжните скопјани кај камениот мост и за многу други значајни моменти. Овој пат ми се наметнува подсетувањето на далекосежната акција на командантот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска генералот Михајло Апостолски да не се дозволи влез во Скопје на единици од туку што преобразената бугарска отечено-фронтовска војска. Како ќе се користеше денеска тоа влегување? Се покажа дека и во тешките борби при дефинитивното ослободување на Скопје и на земјата воопшто, се имало длабоко чувство како за минатото, но така и за иднината. Својата војничка генијалност генерал Михајло Апостолски ја покажа во многу големи акции во текот на НОБ, особено во грозоморниот февруарски поход, во жестоката пролетна офанзива во 94-та во Источна Македонија, кога се водеа секојдневни борби на широк фронт, во која загина меѓу другите и политичкиот секретар на првиот Скопски партизански одред, формиран уште во август 1941-та, Дамјан Крапшев Стари. Актуелниот миг во општествениот живот го карактеризира упорно настојување на највидните представници на германската политички врв, особено на канцеларката Ангела Меркел, да се изнајде разумно решение во македонско-бугарскиот спор и да се деблокира влезот на Македонија во Европската унија. При тоа да се тргнува од европските принципи. Пред нашата земја стои задачата упорна работа за подобрување на условите што ги предвидува членството во Европската унија, како што се владењето на правото, водењето сметка за економските принципи со еден збор. Работа
на исполнување на условите за прием во Европската Унија. Тоа ќе придонесе да го пресекаме подготвени почетокот на преговорите. Ако ништо друго, тоа ќе придонесе за повисок животен стандард на нашите граѓани. Да веруваме во посветла иднина. Ви благодарам. Сега го повикувам градоначалникот на град Скопје, господин Петро Шилегов, да ви се обрати. Почитувани борци, почитувани присутни, ваши екселенции, ова е денот, или на овој голем ден, ја славиме храброста и пожртвуваноста на ослободителите на Скопје. На овој голем ден ја славиме слободата. Слободата која што извојувавте вие, ценети наши ослободители, жртвувајќи ги својата младост, своите животи, за да можеме ние денес слободно да живееме. Вие најдобро од сите нас знаете дека борбата за слобода не е лесна и колку многу е потребно да се освои најголемиот човечки идеал – слободата. Орце Николов, Вера Јоцич, Цветан Димов, Раде Јовчевски Корчагин, Александар Урдаревски, Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Дане Крапчев, Боро Петрушевски се само дел од многуте борци кои што ги положиле своите животи за нашата подобра иднина и за слобода на нашето Скопје. Во текот на војната овој наш град загубил 4654 сограѓани, од кои што 956 во борбите, а 3698 како жртви на фашистичкиот терор. Скопје го изгуби и речиси целокупното свое еврејско население. И ова се бројки кои што во душа на еден човек раѓаат и тага, но во исто време измешано чувство на гордост. Ова се бројки каде што сме изгубиле една заедница и дел од шареноголикоста на овој град, толку карактеристичен како ретко кој град во светот, со собствената шареноликост. Меѓутоа, ова се бројки кои што непобитно кажуваат дека сме ја достигнале кулминацијата во борбата за нашата самостојност, нашата независност, нашата посебност како народ. Вековна борба на еден мал, горд, упорен, достоинствен македонски народ, да ја круниса собствената државност. И токму заради тоа, ние сме горди на нашата историја. И токму заради тоа ние немаме комплекси од нашата историја. И заради тоа што немаме комплекси од нашата историја, не сакаме да исправаме ничии други истории. Меѓутоа не дозволуваме никој да исправа нашата историја. Ние сме покажале дека како народ сме имале основно чувство да бидеме на вистинската, слободарската страна, кога целиот свет бил запатен од лудилото на фашизмот. Затоа, да го славиме овој ден, да ја славиме слободата. Да ве славиме вас, ослободителите, и со вас сакам да споделам една многу добра вест. Новиот мост, кој што се гради во градот Скопје, во продолжение на булеварот Асном, ќе предложам до Советот на град Скопје да биде именуван како мост на генерал Михајло Апостолски, кој што ќе продолжува во булевар 16-та бригада, која што е бригада во која што Ичко Трајко учествувал како ослободител на Скопје. Драги ослободители, драги присутни, среќни сме што можеме со особено внимание се уште заради вашето добро здравје да ги чувствуваме да ги
слушаме вашите сведоштва за бројните херојски борби, кои што со неискрен слободарски дух се водеа на денешен ден пред 76 години низ овие наши скопски улици, пренесувајќи ги вашите спомени на идните генерации. 13 ноември не обврзува да го славиме вашето дело, но и да не заборавиме колку е скапа слободата. Нека ни е честит 13 ноември и бескрајно ви благодарам за 76 години слободно Скопје. Да славиме сите заедно уште многу години и никогаш да не згасне споменот на нашите ослободители. Среќен да ни е празникот. Благодарам. Почитувани со ова обраќање на градоначалникот, свеченоста на положување на свечот цвеќе по повод 76 години од ослободувањето на Скопје заврши. Нека ни е чести 13 ноември.